Ќе се обидам да составам влада, но не по секоја цена, вели лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во интервју за утрешен дневник. Тој објаснува дека доколку се почитуваат воспоставените принципи, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе ја состават идната влада. Доколку принципите се прекршат, се е можно. Според Груевски, заедничката платформа за настап на албанските партии е обид да се наметне атмосфера дека овој пат тие нема да коалицираат со ВМРО ДПМН. Да, повторно таа атмосфера како и во минатото и сега се создава од медиумите и лицата кои водат или припаѓаат или се соработници на невладени организации, финансирани од Институтот Отворено општество. Вмешувањето на некои странски политичари и дипломати во приказната е дел од истата операција, водена од еден центар. Сепак, одлуката ќе биде наша, на ДУИ и на другите партии, и никој нема право да каже дека некој друг му сугерирал или му вршал притисок, затоа што на крајот на денот финалната одлука е наша, вели Груевски во интервјуто за Дневник. Груевски подсетува дека гласачите на ВМРО ДПМН не посакуваа коалиција со ДУИ во 2008-та, но тоа се случи. Сега пак и дел од медиумите и дел од албанските политичари пласираат теза дека албанскиот електорат не посакува коалиција со ВМРО ДПМН. Во 2008 година македонскиот електорат, особено ВМРО-вскиот, не сакаше коалиција на ВМРО ДПМН со ДУИ, па таа се случи најмногу затоа што албанците во Македонија сакаат ДУИ да ги застапува во владата. Не знам дали така размислува членството на ДУИ, но знам како размислуваше членството на ВМРО ДПМН во 2008-та, па до некаде и во 2011-та и 2014-та. Сепак, ВМРО ДПМН тогаш се одлучи да коалицира со ДУИ, затоа што беше очигледно од изборите дека мнозинството граѓани албанци сакаат ДУИ да е во владата. Во 2006-та не можеше ни да биде поинаку кога не само што воопшто не се познававме, туку се уште беа свежи нашите спротиставености од времето на конфликтот во 2001-та, кога бевме на две спротиставени завојувани страни. Сепак и ние политичарите, но подоцна и нашите електорати, најдовме сила да ги надминеме тие предизвици, вели Груевски. Тој на прашање од Дневник дали во иднина не би коалицирале со нив ако сега донесат одлука да не одат во коалиција со ВМРО ДПМН како партија која доби најмногу гласови и пратеници, вели. Мислев генерално дека секој си носи одлука самиот, но ако сакате ќе одговорам и на ова прашање. Ако сега ДУИ отиде во коалиција со втората наместо со првата партија, со поразениот наместо со победникот, секако дека тоа ќе значи воспоставување на една нова пракса и традиција во Македонија, на која ние секако ќе се прилагодиме, не само сега, туку и во иднина. Значи, сакате да кажете дека ако сега ДУИ не коалицира со вас како победник, на следните избори, ако победите, нема да ги земете во владината коалиција? Ако ВМРО ДПМН како победничка партија биде изиграна од ДУИ, независно кои ќе бидат причините за тоа, бидете убедени дека наскоро ВМРО ДПМН ќе се врати на голема врата во владата, и тоа најмалку 2 мандати поред, и ќе бидеме без било каква обврска при составувањето на владата. Во интервјуто за Дневник, Груевски вели дека ако групирањето на 6 албански партии во заедничка платформа е нова игра во политиката, само да подсетиме дека ние континуирано сме 25 партии во коалиција со заедничка платформа. Ако сакаме да ја играме играта со платформи, нема проблем. Така ќе тераме од сега, вели Груевски. На прашањето да ја коментира изјавата на Ахмети, според која за него се најважни интересите на албанците и платформата од албанските партии, Груевски вели: за мене најважни се интересите и на македонците и на сите граѓани на Македонија, вклучувајќи ги и албанците. Инаку верувам дека се свесни дека во коалицијата со СДСМ, платформата која им ја составуваа, политички може да му помогне најмногу на СДСМ кај албанскиот електорат. А зарем нема да им помогне на албанците во Македонија? На албанците во Македонија нема да им помогне ако имаат двојазичност на цела територија, вклучувајќи ги и Делчево, Берово, Гевгелија или Кавадарци. Ним може да им помогне ако во наредните 4 години се отворат уште 100 или 150 нови фабрики и се вработат илјадници луѓе, ако стандардот почне да расне и имаат поубав и поквалитетен живот, ако пораснат пензиите, платите, субвенциите, социјалната помош, ако се изгради потребната инфраструктура, ако добијат поддршка за градба на куќи, ако се направат многу реформи и земјата се придвижи напред, вели Груевски во интервјуто за утрешен Дневник.